Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, завршиме со координацијата во собранието. За жал морам да констатирам дека немаме поместување во однос на одблокирање на состојбите во функционирањето на законодавниот дом, најголемиот представнички дом на граѓаните на Република Македонија. Знаете дека побаравме да биде продолжена седницата, иако спротивно на деловникот беше побарано од Трајко Вилјановски да се достави барање писмено со 61 најмалку потписи, доставивме барање со 67 потписи за продолжување на конститутивната седница. Веднаш после тоа излезе ново барање од страна на ВМРО-ДПМНЕ во однос на условувањето дека мора да има 6 члена во Комисијата за избори и именувања врз основа на процентите, односно застапеноста во собранието. И тоа е прифатено. Откако и тоа беше прифатено, се поставува уште еден услов. Сега председателот на Комисијата за избори и именувања да биде од ВМРО-ДПМНЕ. Ако тоа не се случи, нема да имаме продолжување на конститутивната седница и избор на председателот на собранието. Тоа уште еднаш покажува и докажува дека ВМРО-ДПМНЕ спротивно на сите демократски принципи ја узурпира Република Македонија, ги узурпира институциите, не сака заради лични, теснопартиски интереси да функционира собранието на Република Македонија како највисок законодавен дом и представнички орган на граѓаните на Република Македонија, веројатно заради зачување на собствените позиции, на позициите кои што ги имаат луѓето и ги узурпираат и овде во собранието. Иако е јасно дека изборот на Комисијата за избори и именување се прави во собранието на Република Македонија. И собранието на Република Македонија одлучува за тоа кој ќе биде член, односно председател, заменик председател, членови и заменици членови на Комисијата за избори и именување, како и на сите други работни тела. Тоа е пропишано во деловникот на собранието на Република Македонија, исто така како што е одлучено дека и пратениците во собранието на Република Македонија одлучуваат за тоа кој ќе биде председател на собранието на Република Македонија. Од тие причини само можам да констатирам дека продолжува начинот на сопствена заштита, на заштита на интересите на ВМРО-ДПМНЕ, на поединци во ВМРО-ДПМНЕ, узурпација на институциите, а со тоа директно спротивставувајќи се на интересите на граѓаните на Република Македонија. Нашиот став е јасен, дека треба да се одблокираат институциите и една од првите институции што треба да се одблокира е собранието на Република Македонија преку изборот на председателот на собранието, за да можеме да трнеме понатаму во други чекори при избор на влада и така натаму, за да навистина Република Македонија не биде место во кое што некој ќе ги узурпира, ќе ги блокира институциите на системот, а директна штета ќе трпат граѓаните на Република Македонија. Ова значи дека утре ќе имаме повторна координација во 12 часот, за да пробаме да ги придвижиме работите во таа насока за која што говорев сега. Ако сте закажале сред близо утре, дали тоа значи дека сепак има простор да се договорите и дали вие би отстапиле? Ние имаме сериозни аргументи дека председателот на оваа комисија треба да биде од парламентарното мнозинство, како што било и досега, и оставаме простор да ВМРО-ДПМНЕ се вразуми конечно и да не инсистира на работи кои што само допринесуваат за одолговлекување на процесите во Република Македонија. Не станува збор за ништо друго. Што ако и утре не се договори? Не сме ние против да има председател на таа комисија, ние само го штитиме принципот дека парламентарното мнозинство треба да има и председател на Комисија за избори и именување, како што имало до сега. Не сме спореле во ниту еден момент дали ќе има ВМРО-ДПМНЕ или други председател на комисија кога биле парламентарно мнозинство. Што ако не се договорите ни утре? До кога ова може да трае? Ќе видиме како ќе заврши средбата на координацијата утре и ќе превземаме понатамошни чекори. Ние сакаме да бидеме принципиелни до крај во однос на тоа дека само преку принципи, не преку создавање на преседани, најмалку во законодавниот дом, Македонија може да излезе и од политичката криза, може да продолжи да функционира нормално врз основа на демократски принципи.
Како? Членовите на комисијата дали се утврдени? Имињата? Ние разговараме за бројките, односно разговараме за местата кои што ги имаме. Кога ќе договориме овие прашања кои што се отворени, ќе ги дадеме и членовите на комисијата и нивните заменици. А веќе ги имате утврдено како коалиција, така? Ние како коалиција имаме утврдено членови и заменици членови на таа комисија.